Наоѓајќи се во втората недела по Пасха, недела на мироносиците, православната црква го чествува споменот на светиот маченик Теодор и другите со него. Недела на мироносиците, втора недела по Пасха. Во овој ден го празнуваме споменот на светите жени мироносици и на Јосиф од Ариматеја, тајниот ученик Христов и еден од 70 апостоли, како и на Никодим, кој што од старешините јудејски пристапи кон Христа. Бидејќи тие жени беа сведоци на вистинското и прво воскресение, а Јосиф и Никодим на погребението. Откако го погребаа телото Господово, Јосиф се врати во Ариматеја, во својата татковина, каде што му се јави воскреснатиот Христос и го увери во таинството на воскресението. Јосиф многу пострада од јудејците, бидејќи не молчеше за овие таинства, туку храбро ги проповедаше. И Никодим се подробно објаснуваше за страдањата Христови и за воскресението прв од сите објасни. Жените пак први го видоа воскресението и им благовестеа на самите благовесници, учениците Христови, бидејќи требаше на женскиот род кој прв падна во грев, да му се даде и прв да го види воскресението и требаше прв да ја осети радоста, родот кој прв чу, со маки ќе раѓаш деца. Мироносиците беа наречени затоа што со миро дојдоа да го довршат еврејскиот обичај на погребение, кој Јосиф и Никодим не успеа да го довршат на Велики петок, бидејќи тие само го помазаа со алој и смирна и го обвија во плаштаница. Овие жени кога купија миро дојдоа многу рано да го оплакаат и да го помазаат Христа, но во гробот видоа два ангели со блескав изглед, како седат еден наспроти друг. Потоа и Христа го видоа и му се поклонија. Мироносиците беа повеќе, но евангелистите спомнуваат само за неколку од нив, а не за сите. А беа овие: прва од сите Марија Магдалина, од која Христос изгони 7 демони, која по Христовото вознесение дојде во Рим да проповеда, а потоа се упокои во Ефес и беше погребана од свети Јован Богослов, а подоцна нејзините мошти беа пренесени во Константинопол од царот Лав Мудриот. Втората беше Саломија, ќерката на свети Јосиф, обручник и жена на Заведеја, од која беа родени евангелистот Јован и брат му Јаков, а која имаше и уште други деца: Јаков Помалиот, Јосија, Симеон и Јуда, Естир, Тамар и Салома. Затоа кога ќе се чуе во Евангелието, Марија, мајката на Јакова Помалиот и на Јосија, не се мисли на Богородица, бидејќи од тоа би произлегло дека таа е роднина на евангелистот Јован. Третата мироносица е Јоана, или Јована, жена на Хузан, која беше чувар на домот на царот Ирод. Четвртата и петтата се Марија и Марта, сестрите Лазареви. Шестата е Марија Клеопова. Седмата е Сосана, а со нив имаше и други жени кои со своите имоти му служеа на Христа и на неговите ученици. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј.
Господи помилуј, 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 Господи помилуј. Господи помилуј, 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 Господи помилуј. Господи помилуј, 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 Господи помилуј. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј, Господи Светиот маченик Теодор и другите со него. За верата Христова пострада во Перга Памфилиска во времето на царот Антонин. Теодор беше млад и со убаво лице. Кога намесникот на таа област го избра заедно со други момчиња за да ги испрати на служба во царскиот дворец, Теодор се спротивстави и изјави дека тој е христијанин. За ова беше мачен со разни маки, а потоа фрлен во оган, но од земјата изби вода и го угаси огнот. Намесникот ова им го припишуваше на наводни Теодорови магии, а маченикот му рече: ова не е дело на мојата сила, туку на мојот Бог Христос. А ако сакаш да ја познаеш силата на твоите богови, запали друг оган, па фрли во него еден од твоите војници и се надевам ќе ја познаеш нивната сила и семоќта на мојот Бог. Намесникот сакаше на вистина да фрли еден од војниците, но тие во страв го молеа да го фрли жрецот Диоскор наместо нив. Жрецот пак молеше да го фрлат самиот идол Зевс и останатите идоли, па ако се богови, тие лесно ќе се спасат самите себе си. Диоскор ова го рече бидејќи откако го виде чудото со Теодор веќе беше со срцето обратен кон Христа. Кога дозна за ова, намесникот го осуди Диоскор на смрт и го запали. Исто така го предаде на смрт и Теодор со двајца војници, Сократ и Диониси и мајката на Теодор Филипа. Теодор го распнаа на крст на кој што тој издивна дури третиот ден. Сократ и Диониси ги прободоа со копје, а Филипа ја убија со меч. Сите стекнаа венци на слава во Царството Христово. Поуки од светите отци. После разговор често сум се покајувал, а после молчењето никогаш. Ава Арсении.